Освен Дура и Аптив, за сега нема најави за селење на други компании од технолошко-индустријските развојни зони, вели директорот на дирекцијата за ТИРС, Гоце Димовски, во емисијата Бизнис 21. Според него и покрај кризата од конфликтот на Блискиот Исток, состојбата во зоните е стабилна, нема намалување на нарачки и број на вработени. Во првиот квартал годинава пораснал и извозот од зоните. За драстичниот пат пак на странските инвестиции од 1,25 милиарди евра во 2024 на помалку од 500 милиони евра лани, Димовски вели тоа се должи на фактот што компаниите од Македонија враќале пари на своите сопственици во странство. Што во 2024 вкупни должнички инструменти кои се однесуваат на заеми, позајмици помеѓу мајката фирма и мајката черка, биле во плюс 686 милиони евра. Што значи тоа? Што компаниите од странство префрлувале поднос до заеми и други средства на компаниите во Македонија. Додека во 2025 тој износ изнесува 103 милиони евра со минус. Значи има одлив. И ако во 24 се собираат тие две, во 25 се земаат. Димовски вели се работи на националната стратегија за развој во која ќе има нов концепт на привлекување на странските инвеститори. Покрај проектот Invest in Macedonia, за кој не откри детали како и што ќе нудима, сега странските инвеститори наместо по шема ќе се привлекуваат поединечно. На привлекување на секој поединечен случај давање на поддршка. Не како што било претходно шема. Туку конкретно. Значи лице во лице разговарање со секоја посебна компанија и слично, тука не се отвараат некои други можности за коруптивни. Не, тука не се отвараат, зашто тие доставуваат бизнис план и тој бизнис план поддршка се дава согласно закон. Ако нешто давате согласно закон поддршка, тука не гледам ја нешто спротивно на закон. Ако е спротивно на закон, да. Димовски вели во финална фаза се преговори со неколку странски компании кои очекува набрзо да донесат одлуки за инвестирање во зоните.